Подготвени во кујната, веднаш се фативме за работа. Со Љупче Бубетрајчев веќе го најавивме, наш гостин кој што ќе подготви една убава, вкусна, здрава торта за нашите гледачки, особено. Поточно јас, Љупче, првенствено добро утро и добро ни дојде. Вака ми тече мислата, па да кажам дека наутро споменав дека ова може да биде доста добар предлог рецепт за мажите кои што не гледаат, значи за припадниците на посилниот пол, како велиме, да ги изненадат жените, бидејќи нема филозофија никоја голема во правењето. Ќе го видиме тоа на дело во продолжение, ама жените ќе уживаат и ќе може заедно да се засладат за утрешниот ден. Да, одличен рецепт, јас многу го сакам и плюс имаме форма на срце, плюс е црвен, изразуваш некоја љубов, така да еден од, освен оној материјален подарок кој што може да се даде, значи може да се даде многу љубов заедно со оваа торта да се направи, а едноставно е за правење, ќе видиме колку лесно се прави, освен тоа и е постна за сите оние кои што се постат за великденските пост. 2 во 1. 3 во 1. Се во 1. И љубов, и торта, и задржување на постот, така да едноставно е за правење. Ова се намирниците кои што ги гледаме тука. Основата е од дурма, бадем и лешник. Потоа правиме еден фил од индиски ореви и малини. И тоа го ставаме во една форма на срце. Сега треба тоа малку да отстои, меѓутоа ние тука знаеме дека имаме кратко време за подготвување. Веднаш ќе го извадиме калапот за да видат гледачите како би изгледала таа торта, меѓутоа многу подобро е да отстои нели подолго, сета влажност да се впие затоа што малините имаат, нели малините се 80% вода содржат, меѓутоа индискиот орев ќе ја впие таа вода и многу побаво ќе изгледа. Меѓутоа сега може малце ќе ни биде растресита тортата, меѓутоа ќе ја направиме со љубов и верувам дека ќе биде одлична. Потоа да се стави во фрижидер и да се... Јас така советувам, барем еден час во фрижидер да отстои, значи секогаш кога правиме било што да е благо, убаво е да го оставиме малку да отстои, нели, сепак да се попримат оние сокови од овошјето, од сето она што содржи, да се изедначат вкусовите, затоа што кога ќе се направи веднаш, не е тоа. Тоа е убаво е да отстои и убаво е да се излади, нели, секој десерт е убав кога е ладен, поладен, така да трпение, така да трпение. И колку да сакаме да го пробаме веднаш, ќе сакаме да го вкусиме вистински, нели, вкусот и да го почувствуваме како таков, ако малку отстои, како што спомена Бубе. Ќе го представиме рецептот и тоа не е се за денеска, со оглед на нели празникот на жената, благодарение на Љупче. Имаме изненадување за нашите гледачки, за оние 3 кои што ќе се јават прво или ќе бидат најбрзи. Има Љупче подароци за вас. Љупче, ќе те оставам ти да ги представиш подароците, а она гледачка која што прва ќе се јави ќе има можност да се избере што сака од ова и како ќе ни се уват гледачките, верувам во интерес на времето ќе имаме можност да ги вклучиме сите да си одберат нели што е она кое што би сакале да го добијат. Па да, денеска ќе доделиме 3 награди нели по повод денот на жената. Имаме премиум крема која што е одлична за зрела кожа и за секоја кожа затоа што е направена од природни состојки, од Тоа го правиш ти, уште еднаш да кажеме. Да, повеќе масла, најголема содржина на смилј маслото кое што ја регенерира кожата. Тука имаме масло од гавес кое што природно предизвикува создавање на колаген и регенерација на клетките. Тука е маслото од бреза, значи по-комплексна е ова крема, затоа се вика премиум крема, содржи повеќе состојки, истото може да го видат нели на мојот Facebook профил BioGarden, каде што може да си прочитаат подетално. И тука е исто антипреспирантот, знаеме дека е многу токсично да се ставаат, се што е токсично не треба да се става на кожата, затоа што тоа влегува преку нашиот крвоток, во нашите бубрези, во нашиот црн дроб и секоја отровна материја треба да се преработи и да се исфрли. Тука го оптеретуваме црниот дроб и бубрезите, сите оние вештачки антипреспиранти кои што содржат вештачки материи, нашиот организам се бори со нив да ги отстрани и тука настануваат и повеќе болести, токсификација на организмот. Е овој природен антипреспирант кој што може да се користи долго и без проблем, направен од природни состојки. И уште едниот подарок е балзам за усни, одличен за нега на усните. Да. И тоа е создаден од природни масла, од какао
масло и масло од камилица, ванила, значи сето ова што го гледаме тука може слободно и да се изеде на некој начин, да се внесе во организмот, нема да предизвика никаква штета. Како што знаеш, често пати ти да кажеш тоа што може да се јаде, тоа е добро за нашето тело и да го аплицираме, сето она кое што не и тоа е тоа кое што нели го кажуваме во твоите гостувања како порака. Нашите гледачки добро те знаат, но и се многу брзи. Веќе имаме гледачка на линија која што можеме да вклучиме пред да почнеме со подготовката на рецептот. Па би рекла добро утро или веќе можеби добар ден за некоја наша ранобудничка. Добро утро, добар ден. Кој ни се јавува? Ајде да видиме малку нели поправка во однос на комуникацијата со нашата гледачка, дали можеме да се поврземе или не. Ако можеме, добро, ако не би почнале со рецептот, па потоа да се поврземе, нели? Добро. Ајде, колеги. Дајте ми некоја инструкција. Слушам супер. Не слушате, добро. Кој ни се јавува? Вера од Куманово. Вера од Куманово, како сте вие, Вера, и како е утрово во Куманово? Супер, со ваша емисија се вале од 6:55. Баш ни е мило што сте наша редовна гледачка и што се будите со утринска на Телма. У Куманово сончево е утрово? Да, беше сончево, супер е. Одлично. Ќе ги поздравиме сите кумановци кои што не следат и вие, Вера, како редовна наша гледачка, слушнавте што има бубе за гледачките? Да, слушнав, да. Прва сте па имате можност да бирате дали сакате премиум крема, дали сакате антиперспирант кој што веројатно не сте го виделе во ваков облик, а како крема, но се аплициран или знаеме каде, и балсам за усни. Ајде нека биде балзам за усти малце. Добро, балзам за усни имате некој во Скопје, Вера, или доаѓате почесто наваму? Доаѓам почесто, ама има во Скопје, може да дојде да ја земам. Добро. Ќе ги оставите вашите податоци во режија, се разбира, и ќе бидете нели сконтактирани како и на кој начин да си подигнете, да си го подигнете ова или некој наместо вас. Само да не пропуштам да ве прашам каде за утрешниот празник. Па имаме една викендица, ме викаа на гости. Одлично, значи во добро. Така, со едно друштво добро. И така ќе поминем. Еве и на вас ви пожелувам се најубаво во Телма, сите понежен пол што сте и убаво да си пројдете. Ви благодариме многу. Љупче, да немаш нешто прашање до Вера? Па не, јас сакам само да ги поздравам кумановци кои што се редовни мои и гледачи и муштери, на некој начин можам да кажам дека Куманово е еден од градовите кој што најмногу нарачува од моите производи и тоа ми е тоа е една како да кажам едно будење на народ, дека треба се повеќе и повеќе природни состојки да се користат. Имам многу позитивни искуства со многу посебно жени од Куманово кои што имале некој проблем и го решиле природно и се многу благодарни за тоа. Да, баш ми е мило. Имаме уште една гледачка, Вера, испративме се, поздравуваме со кога? Добро утро. Кој ни се јавува? Никако кај нас од втора е. Добро утро. На студиото Благородна се јавува Скопје. Само уште еднаш името се извинувам. Благородна. Благородна, како сте? Посекам убав ден. Исто. Јас ве пратам од време на време. Да. Ве пратам кога имам слободно време. И ги прифаќам и мислам ги примерувам оброците љупче што ги дава. Тоа ќе ве прашав, одлично. Да. Значи практикувате да се храните здраво и она кое што љупче практично тука го представува, го подготвувате и дома. Баш ми е мило. Благородна, што би одбрале освен балсамот, премиум кремата или антиперспирантот за вас? Па, јас би взела премиум кремата. Добро. Да, имам, мислам дека беше за постара кожа, нели? Па за секоја кожа, така за секоја кожа, обично за кожа која постара, јас велам затоа што сите кои што имаат нели веќе над 40 години имаат поголема потреба за регенерација на кожата затоа што веќе телото не ги создава оние природни состојки кои сами регенерираат, па ние сме тука да помогнеме со овие дарови од природата, состојки кои што може да го направат тоа. Одлично, Благородна, слушнавте уште нешто дополнително. Каде ќе одите за 8 март? Па имам една покајна да одам во Струица.
Со едно здружение на жени, да. Одлично. Значи сте организирани добро. Ќе го прославите 8 март на еден убав соодветен начин. Ви посакувам убаво поминато време. Останете со нас на утрински, како што рековте, секогаш кога имате време, бидете заедно со оние теми кои што ги имаме ние секој утро. Поздрав до вас, благодарам за јавањето. Ставете ги вие податуците. Имам знак дека имаме уште една гледачка, но во интерес на времето, нека ги остави гледачката податуците во режија. Се разбира, остана уште едно, а тоа е антипреспирантот кој што ќе припадне токму на таа трета гледачка која ја имаме во моментов на линија, а со Бубе стартуваме за рецептот. Денеска, како што и споменавме, имаме бадеми и лешници кои што ќе бидат наша основа и индиски оревчиња, урми. И урми кои што се свежи, да напоменеме дека секогаш треба да се користат вакви урми затоа што сувите не може да дадат таа текстура која што ни е потребна, нели, за да можеме да го направиме тоа основно тесто за тортата. Да, ајде. Блендеров не ни работи без струја. Не работи кога не е уклучен во струја, но за кратко ќе проработи. Тестото веќе ни е готово. Ивана, ако сакаш само една лажица. Се разбира. Колку убаво си правиме на еден брз начин тесто, што како би можело да не биде вкусно, ако или да не сакаш дрвена боја ваква? Па, не, како ти одговара, ајде, да, ти си го знаеш редот. Како би можело да не биде вкусно од овие состојки, така? Па да, ово се урмите, нели, бадемот и лешниците се одлични. А освен тоа, нели, што се вкусни, се и многу здрави. Може и ова да го искористиме вака. И сега овде станува збор за торта која што можеби вака количински, како што сме ние навикнати нашите очи за народенденски торти кои што се на 2 спрата големи, со теста што све не има во истите, се разбира секој си има својот избор и некои си ги сакаат таквите класични торти, но ако зборуваме за ваква торта можеби изгледа помала, но затоа пак едно парче со оглед на се што ставаме внатре ќе биде апсолутно доволно за во денот кога ќе сакаме убаво да се заблажиме и да се заситиме. Да, токму затоа што нели вака содржи многу повеќе калории. Имаме урма која што содржи доста природни шекери, ги имаме бадемите кои што се богат извор на Б витамини, имаат нели и освен тоа есенцијални масти кои што се многу битни, природни и сето она што ни е потребно од останатите минерали заедно со лешниците. Особено ова е многу добра торта, речено за жените кои што се трудни, затоа што содржи многу фолна киселина и многу хранливи состојки, а тие секогаш нели имаат потреба за нешто благо, за нешто сладко, па така да им ја препорачувам што можат почесто да конзумираат ваков тип на сладки задоволства направени природно, за да ги задоволат потребите, затоа што веќе кога се во таква состојба имаат потреба од многу повеќе хранливи материи, затоа што се создава еден нов живот кај нив, а тој бара нели природни состојки кои што ќе може да придонесат за создавање на здрав плод и на здраво дете во иднина. Одлично. Тука ќе ги додадеме и другиве урми за да добиеме малку една текстура и блажина. Да, и да оној киселка вкусот од малините малку да го ублажиме. Да. Сега го правиме филот за тортата. Може да ги ставим и останатите малини. Така. Готов. Има одлична боја, само да се послужам со лажицата. Нешто друго ако ти треба тука.
сега ќе го ставиме и филот и на крај кога ќе го тргнеме овој убав срце калап, ќе имаме одишна срце торта малина посветена за нашите гледачки и рековме дека овој оброк го посветуваме како оброк на денот од Љупче Ветрачев кон жените, оние кои што не гледаат, како и подароците кои што ги имаше Љупче за нив. Јас ви прашалам сите, имам редовни гледачки кои што редовно не гледаат. Ја кога готвам и секогаш добивам многу убави коментари, посебно нив сакам да ги поздравам. Одлично, јас тоа и те прашав, гледаш како да си ги читаме мислите. Колку те контактираат жени, па и млади девојки, значи или на која возраст е ти попрецизно ќе кажеш, повеќе те контактираат и на препорака, односно и за рецепти, но и за твоите природни производи од Биогарден. Па обично јас многу не се рекламирам, да речеме, за разлика од некои други кои што произведуваат вакви производи, затоа што јас веќе повеќе од 12 години произведувам, да речеме, комерцијално, а од 96-та година за сопствени потреби и за пријатели. И обично тоа води од уста на уста, таа е најдобра реклама, со препорака и обично се, како да кажам, повеќе од 90% имам фидбек, што мене тоа многу ми се допаѓа. И секогаш ме радува кога ќе ми се јави некој, баш вчера имав 3 или 4 жени кои што се јавија, кои што имале некој проблем и го решиле природно и мене тоа навистина ме радува и ми дава поттик за да продолжам понатаму да работам, затоа што нема ништо побаво да знаеш дека на некого си помогнал, а посебно ако се работи за здравје, затоа што нели здравјето како што велиме нема цена и е најбитно, ако не сме здрави, се друго ништо не вреди. Што имаме, затоа според мене нема ништо побаво да му помогнеш на човек. Било каква помош, за било каква помош да се работи, а посебно кога се работи за здравје. Сега јас видов тука малку кокос. Знаеш дека тоа мислев да ти вака да ставиме малку. Да, ради убав нели како снеголки, јас мислам дека текстурата ја погодивме. Декоративен момент. И мислам дека ќе испадне добро. Одлично. Сега ќе ја провериме. И еве нашата торта. Ова е нашиот производ за денеска, вака и јас би сакала еве вака, ако може да го забележиме малку. Се допаѓа ова боја ми една од омилените. Да, една од омилените бои на многумина од нас, да ти кажам, или можам да кажам и омилена комбинација која што наутре ние знаеме да си ја направиме и со шумско овошје. Конкретно сега зборуваме за малината, но сепак бојата е таа која што се без фрижидер добро поминавме. Да, и кога ќе го слушнеме вака рецептот, знаеме дека несомнено се работи за нешто апсолутно вкусно. Тоа што нашите жени гледачки го заслужуваат, практичен рецепт, вкусна торта, здрави, едно вистинско уживање за предстојниот 8 март. Љупче, ти благодарам што го подготвим. Секогаш брзо, практично, со креативни идеи и она кое го имаш како изненадување за оние кои те следат и тебе и нас. Ќе им посакаме заедно среќен на 8 март. Да, благодарам на поканата. Чест ми беше што бев нели ден пред 8 март. Јас сум за тоа секогаш да се почитува жената, затоа што ние треба посебно да ја почитуваме жената. Никогаш не се сложувам дека жената и мажот треба да имаат исти права. Жената секогаш треба да има повеќе права од мажот и предност, така. Да, предност за многу работи, затоа што и нашите тела се различни и ние не можеме да бидеме нели еднакви. Треба повеќе да се почитува секоја жената од мажот. Впрочем, и ние сите сме настанати од жена која што не родила и посебно треба да сме благодарни на нашите мајки кои што не одгледале, кои што ни го дале животот и секогаш треба повеќе да се почитува жената на одреден начин, да се грижиме, дали се работи за наша мајка, сестра, некоја блиска пријателка или секогаш треба жените да се третираат малку поинаку за разлика од машките и женските другари, затоа треба нели да бидеме свесни и како што кажав, чест ми беше што бев на ден пред 8 март и посакувам на сите убаво да си поминат, да уживаат во овој женски празник кој што следува и да уживаат цела година во убавините на годинава која што нели почнува сега и пролет, убаво време, во сонцето, во сето на што ни го нуди и Македонија со сите убавини кои што ги има. А ти добро ги знаеш. Се разбира, јас се согласувам и се придржувам кон ова кое што го кажа и секој ден или од годината да се потсетуваме на тоа, но морам да го споменам моментот дека и позади камерите и колегите во режијата сите се мажи, па дали сте едногласни и дали се согласувате колеги вие со ова Љупче што го кажам?
Веројатно да, потоа може подетално да продискутираме. Поздрав до сите кои што не следат. Убаво се гледаме со тебе во следна прилика, до тога што посакувам успех у оние кои што ги интересира на твојот Facebook профил за се останат во дополнителни прашања. А ние продолжуваме со едно ново издание петочно. На ние, знаете, тоа ни е резервирано за интервјуа, репортажи, сето оно кое што со задоволство го правиме за вас на крајот на работната недела. Овој пат направив интервју со црногорската звезда Сергеј Четковиќ, кој што има концерти во Скопје, му предстојат на 21 и 23 март, кој успел да се обезбеди билет одлично, кој не, за жал, можеби во некоја следна прилика, со оглед на тоа што се веќе распродадени. Концертите ќе бидат во Македонска филхармонија, а се разбира некои ќе бидат дел од публиката, ќе имаат одлична можност да уживаат во неговите многобројни хитови. Јас уживав во интервјуто со Сергеј, а верувам дека истото ќе биде и кај вас во следните минути. Останете на Телма со нашата утринска и новото издание на ние.